Комисијата при Државниот просветен инспекторат денеска на ден 19.7. заседаваше по однос на предлогот за поведување на дисциплинска постапка против административниот службеник Ѓорѓи Илиевски. Со мене овдека се членовите на комисијата, председателот и еден член. Значи, по изведување до доказите, донесена е одлука и се доставува до раководното лице на институцијата предлог за изрекување на дисциплинска мерка против административниот службеник. Во законски утврдениот рок, раководното лице на институцијата треба да постапи по истата, во зависност од тоа како ќе одлучи, значи може истата да ја прифати или да постапи различно од истата, со тоа што ќе треба да даде образложение за тоа. Тоа е практично, значи дека директорот треба да одлучи во моментов, значи дали ќе поведе дисциплинска постапка или не, дали ќе изрече дисциплинска мерка. Одлуката каква е? Нема одлука за дисциплинска? Значи, согласно постапката, комисијата доставува до директорот предлог за изрекување на дисциплинска мерка. А што е предлогот на комисијата? Предлогот е дека има прекршок, дека е сторен прекршок и согласно тоа му се предлага на директорот да изрече дисциплинска мерка. А каков прекршок става збор? Не би можел сега точно да ви кажам за каков прекршок, меѓутоа констатиране. Може ли да ви кажете точно без која основа се водеше постапка против инспекторот Илиевски? Постапката против инспекторот Илиевски се возеше согласно Законот за административни службеници, односно согласно подзаконскиот акт кој произлегува од истиот, правилникот за водење на дисциплинска постапка и образецот за тајно гласање. Доколку се прифати предлогот, директорот ќе треба да одлучи каква мерка. Значи директорот има законски рок од 7 дена во кој што ќе одлучи дали ќе изрече мерката или ќе постапи и каква мерка или ќе постапи спротивно од одлуката на комисијата. Дали е вистина дека има уште други вакви одлуки за би сакал, значи тоа е све накратко сега што имаме. За другото во однос на тоа пред се работи за просторни капацитети, ги видовте нашите услови. Постапката ја води председателот на комисијата согласно правилникот. А во правилникот не е наведено дека еве ви одговарам. Значи значи согласно правилникот. Има правилникот за водење на постапка за дисциплински престап и образецот за тајно гласање. Таму пишува дека председателот на комисијата присуствува на седницата, членовите и други лица. Дека е забрането присуството на јавноста. Значи повеќе информации ќе ви дадеме наредната недела. Во случајот еве, значи јавноста не е исклучена, ви даваме изјава. Но присуствуваа невладини организации на состанокот присуствуваше народниот правобранител и мислам дека беше од Хелсиншкиот комитет. Тоа беа претходно најавени посети. А што значи тоа најава дека треба писмено се обратија до нас, значи се најавија дека ќе присуствуваат пред се од страната народниот правобранител.